сите политичари се залагаат дека нели Македонија е пред се и Македонија е над се, но најчесто си ги гледаат своите, би рекол, теснопартиски интереси. Овој случај е исклучок од таа пракса, односно навистина со тој предлог што го даде вчера Груевски покажа дека некогаш интересите, државните интереси, интересите на Македонија може да бидат и надличните и надпартиските интереси. Мислам дека ова е една добра шанса за Македонија, се разбира доколку биде прифатена од СДСМ, Македонија да излезе од кризата која што полека од политичка полека почна да преминува во етничка криза и во криза на идентитет. Сметам дека проценија од ВМРО ДПМН и процени и Никола Груевски дека состојбата е многу критична, дека иднината на Македонија во прашање, прифаќањето на платформата, барем од она што го дознавме, што ни беше нафрлено, затоа што нели тоа е некоја најстрога тајна која што се чува помеѓу неколку луѓе, се уште, тоа што е прифатено и што е договорено, но доволно е само она што го дознавме како информација од страна на ДУИ, за да биде јасно дека унитарноста и иднината на Македонија е загрозена. Зашто велам ова? Јазикот е еден од столбовите на државноста. Секоја унитарна држава во Европа има еден официјален јазик. Значи се разбира дека секој има право да го говори својот мајчин јазик, но сите треба да го познаваме официјалниот јазик на државата затоа што тој е неопходен за комуникација. Ако имаме веќе два јазика кои што се рамноправни еден со друг, тогаш веќе не можеме да говориме за унитарност, тогаш веќе не можеме да говориме за државноста која што македонскиот јазик ја обезбедува на Република Македонија. А затоа што имаме народ, јазик и територија. Три аспекти кои што дефинираат државноста. Ние веќе немаме дефиниција како народ, значи дека државата е на македонскиот народ, туку дека државата е нели на граѓаните на Република Македонија. Затоа што се заложивме за тој мултиетнички концепт. Тоа е во ред. Но јазикот е она кое што треба да биде основа која што ќе одржи унитарноста на Република Македонија. Ако го изгубиме јазикот, потоа наред доаѓа и територијата. Така да не заџаве, значи самата платформа е опасност, самата платформа има сериозен проблем околу спроведувањето, околу цената на чинење, околу комплицираноста која што се создава. Самата платформа е еден вовед во уште подлабока криза и закана за опстојување на Македонија како таква. Мислам дека ова беше препознаено и токму заради тоа и понудата на Никола Груевски. Кризата во која што сме сега во моментов, односно кризата, би рекол, моментот на одлука во кој што е сега Македонија позначен дури и од оне во 2001 кога имавме војна и од 91 кога ја стекнувавме, кога ја градевме државност. Не смееме да дозволиме овој момент да биде почеток на крајот на Република Македонија. Ракавицата е фрлена. Може ли да очекуваме некаков пресврт на работите и Заев да ја прифати оваа понуда од Груевски? Искрено, јас се надевам дека ќе ја прифати. Јас лично сметам дека нема да излезе Никола Груевски и да каже некоја изјава пред цела Македонија, ако не го мисли тоа. Доколку Заев смета дека му треба некои дополнителни гаранции, може да ги каже, но треба да се изјасни така. Сметам дека и многу други луѓе, без разлика, значи веќе не говориме за политичка припадност. Веќе говориме само за Македонија. Многу луѓе кои што ја сакаат Македонија и веруваат во незината иднина, сметам дека ја поддржуваат оваа идеја, без разлика дали тие гласале за ВМРО, за СДСМ или за која било друга партија. Значи има понуда да се состави влада, таа влада да биде поддржана од ВМРО ДПМН без никакви ограничувања, значи без никакви ограничувања, само да не биде прифатена платформата која што може да ја донесе уништување на Македонија каква што ја знаеме денес и едноставно да престане да постои како таква. Затоа ја можам и од моје лично име, ако треба, значи да кажам дека и јас ќе го поддржувам господинот Заев како иден премиер во сите негови одлуки, без ниту една критика за следните 4 години, доколку ја прифати оваа платформа.
Тоа прифати понудата. Во моментов има протести пред владата, македонски граѓани денеска организираат протест. Дали може ситуацијата да ескалира? Сега искрено не верувам дека ситуацијата ќе ескалира, бидејќи овој протест всушност и протести веќе, затоа што имавме и пред некој ден имавме исто така протест. Овие може протести да зачестат, но тие се насочени со цел политичарите да увидат дека граѓаните сваќаат што е на коцка и дека и тие ја поддржуваат одлуката која што би значила сигурна иднина за Македонија и задржување на унитарноста на оваа држава, која без која унитарност ние многу брзо ќе се распаднеме. Така да овие протести сега се во знак, повеќе би рекол, на поддршка политичарите да се договорат. Значи ВМРО, ДПМН и СДСМ да се договорат. Но доколку поминува времето, договор нема, се направи обид, затоа што слушаме дека ќе се направи обид и со европско знаменце да помине тој закон со кој што ќе се прифати платформата, тоа е невозможно, значи може да консултирате и правни експерти, но се знае кои закони може да поминат со европско знаменце, особено што и претходниот закон кој што регулира оваа материја без европско знаменце и со тоа што сите регулативи директиви со кои што треба да се хармонизира македонското законодавство и кои што се носат, се посочува точно поради која директива од ЕУ се носи законот, значи има споредливост тие закони, така да само колку да помине некаков закон, да се стави европско знаменце без при тоа да се има никаква потреба од тоа, без да е тоа воопшто регулирано во Европската унија, не може да помине како такво. Така да мислам дека ситуацијата е јасна. Можеме да ја решиме политичката, односно етничката криза која што настанува, и да се посветиме потоа на реформите, че СДСМ ќе има одврзани раце да покаже што знае, со Заев како премиер, има безрезаната поддршка од ВМРО ДПМН, ќе има безрезаната поддршка од сите оние кои што сакаат добро на Македонија, доколку ја прифати СДСМ подадената рака и реши да ја отфрли платформата која што, да не заборавиме, беше креирана во соседна Албанија од премиерот на таа држава. Значи, друг некој ни одлучува или сака да ни одлучува за еднината на Македонија. Мислам дека тука треба да се стави точка.